Во однос на податоците кои што се пристигнати до Државната изборна комисија, обработени се 100% од избирачките места од кои што пристигнале податоците, односно сите избирачки места. Вкупниот број на избирачи кои што гласале е 35.984 гласачи, или во проценти изразено тоа е 28,07% на излезност. По општини статистиката е следна. Во општина Врапчиште излезноста е 31,76%, односно гласале 8.659 гласачи. Во општина Гостивар 28,22%, односно гласале 23.363 гласачи. Во Маврово и Ростуше излезноста е 28,04%, односно гласале 2.965 гласачи. И во општината Центар Жупа излезноста изнесува 13,18%, односно гласале 997 гласачи. Во споредба со изборите во 2025 година за овие 4 општини и пресекот тогаш направен во 18 часот и 30 минути, споредбата е следна. Во општина Врапчиште излезноста била 24,41%, што значи дека бележиме зголемена излезност од 7,35%. Во општина Гостивар изнесувала излезноста 32,38%, односно сега се забележува намалување на излезноста од 4,16%. Во општина Маврово Ростуше излезноста во 2025 година изнесувала 28,58%, односно бележиме намалена излезност од 0,54%. И во општина Центар Жупа излезноста изнесувала 21,30%, односно сега бележиме намалување на излезноста од 8,12%. Оно што треба да го споделиме со јавноста исто така е во однос на прекините кои што се случија на неколку избирачки места, како и задоцнувањето на почетокот на гласањето. Токму поради тие причини, а согласно одредбите од изборниот законник, во неколку избирачки места ќе имаме продолжување на гласањето. Поточно во општина Гостивар, во избирачко место 503, гласањето се продолжува за 2 часа и 45 минути. Избирачко место 512, гласањето се продолжува за 1 час и 15 минути. Избирачко место 533 се продолжува гласањето за 1 час и 15 минути. Во општината Маврово и Ростуша имаме продолжување на гласањето во 2 избирачки места, и тоа избирачко место 0475 се продолжува за 1 час и 30 минути и избирачко место 0496 гласањето се продолжува за 2 часа и 30 минути. Како што информиравме и на претходните пресконференции, во избирачкото место 0782 гласање нема, бидејќи тоа избирачко место не се отвори. Оно што сакам исто така да го споделиме со јавноста дека е по завршување на гласањето, резултатите може да се следат во живо на веб страната rezultati.sec.mk. Секако дека Државната изборна комисија ќе излезе со првичните неофицијални информации во однос на резултатите, кои што ќе следат откако ќе се приберат сите податоци од сите избирачки места, односно сите резултати, за што дополнително ќе бидете известени како медиуми за времето на одржување на следната пресконференција. Ви благодарам.